После неколкудневното кампување на родителите на деца со нетипичен развој наспроти собранието во Скопје, каде се бараше подобрување на третманот на децата со посебни потреби, денеска поддршка упатија и битолските здруженија, поточно ресурсниот центар и Здруженијето на деца со посебни потреби Емануел Плюс, собираа подписи на широк сокак за измени на законските акти и подакти. Денес е отворена книгата за собирање на подписи за изменување на законите, подзаконските акти, како и за правилниците за дечињата со посебни потреби во Македонија. Кога се работи за дечиња како што е моето здружение со церебрална парализа, најтешка категорија, кои не можат да ги обавуваат своите основни потреби, храна, тоалет и хигиена, тие со нив е секогаш родител кој е 24 сати. А ние, освен посебниот додаток кој го добиваме 4300 денари, други бенефиции не добиваме од државата. Ако нешто не се преземе, состојбите ќе се влошат дополнително, бидејќи иднина нема ни за децата, ниту пак за родителите, велат од Емануел Плюс, кои инсистираат на законски измени. Делот од законот, посебниот додаток, покачување на посебниот додаток, за 100% инвалидитет, како што се дечињата во моите здружение, тука не би требало да постои граница на 26 години, та мобилност што се доделува и туѓа нега. И за пензија на родителот, исто така, кој цело време со детето и не може да обави работен однос, за после смртта на детето или смртта на родител. Овие деца сами знаете дека се сместуваат во Демиркапија, таму се условите ужасни. Иницијативата за подписи почна вчера во Скопје, денес е во Битола, во наредните денови подписи ќе се собираат и во други градови низ земјава. Имено бројката на лица кои имаат одредени попречености не е веродостојна. Се уште не постои конкретна и реална бројка. Значи според некое светско ниво, 10% од целата популација се лица кои што имаат одредени потреби. Токму поради тоа, ресурсниот центар се зафати со формирање на датабаза на податоци на семејства кои што имаат дечиња со посебни потреби. Во моментот таа база е во тек на изработка. Значи во моментот датабазата брои околу 1500 семејства. Датабазата на податоци ја отсликува и бројката, но и потребите на едно семејство каде има присутен член со одредени попречености. Денеска поддршка добија и од други невладини организации и здруженија. Дојден да поддржам ова акција, секако хуманитарното здружение млади хуманисти помага сега да онаму каде што може. Протестите во Скопје и подписите кои се собираа во Битола од страна на здруженијата и родители на деца со посебни потреби се со една цел – подобрување на условите за живот на нивните деца. Нивните барања веќе се доставени до Министерството за труд и социјална политика. Проблемите на децата и родителите со посебни потреби, оние кои што се соочуваат со вакви проблеми, и темата на која што ќе разговараме денеска со моите гости, а ни доаѓаат од Здруженијето на родители кои што имаат деца со посебни потреби Емануел Плюс. Добре ни дојдовте и благодарам што ја прифативте поканата да бидете наши гости. Бети, ќе започнам со вас како претседател на ова здружение. Најнапред, од кога постоите, колку членови броите и која беше потребата од формирање на здруженијето? Здруженијето Емануел Плюс е основано од 2012 година со единствена цел за промена на законите, подзаконските акти, како и правилниците на овие дечиња со посебни потреби. Здруженијето е составено воглавно од родители на дечиња од церебрална парализа, кои се најтежок психофизички хендикеп. Дечиња кои не можат да ги обават своите основни потреби, храна, тоалет. И воглавно родителите кои цело време се 24 сати со детето, не можат да обават работен однос. Единствена цел ми беше за пензија на родителите. Да се избориме за пензијата на родителите за дечињата со посебни потреби. Колку членови брои здруженијето? Здруженијето сега моментално брои 18 членови, деца со посебни потреби. Тука се воглавно ми се најтешка категорија дечињата, имам и полесна категорија, ама сме на церебрална парализа. Нема да споменам активности на здруженијето во делот како останатите здруженија кои што прават ваква манифестација. Некогаш имаме изработка на некои поедноставни работи кои што овие деца можат да ги прават.
од аспект на тоа што нели категоризацијата и степенот на проблеми со кои што се соочуваат овие деца е висок и не би можеле да прават некакви активности. Знаеме дека навистина е тешко да се има дете кое што има посебни потреби или нетипичен развој. Како родител знам дека и вашето дете е со нели ваква дијагноза церебрална парализа. Колку е тешко да се изоди еден ден, не мора животот наназад или нанапред да го гледаме, меѓутоа еден ден, колку му е неопходна вашата грижа на вашето дете? Еден ден, секој ден ние сме на детето 24 сати ден и ноќе. Па видете, јас мислам дека и љубовта е пред се. Ако има љубов, ништо не е тешко. Овие деца се наши, ние си ги родивме. Господ ни ги даде и од раѓањето на Никола, мојот син има 17,5 години веќе. Ние цело време сме заедно, јас немам ни еден ден работен стаж, бидејќи моето дете е најтешка категорија на церебрална парализа и денот ми е убав. Исполнет ми е со него. Стануваме си се раниме цел ден, вежби, дома. Мислам, не можеме да си дозволиме ние да го планираме нашиот живот, бидејќи сме посветени на овие деца. Билјана, ќе ве запрашам во делот на потребите на овие деца, покрај што е неопходно 24-часовното грижење околу децата, колку тука би можело да се вклучи државата со помош и која помош е неопходна конкретно за децата и за родителите што се наоѓаат во ваква состојба? Пошто кажавме дека нашите деца се веќе 100% инвалиди, односно имат потреба од физиотерапеут, кој што би ги вежбал барем еднаш дневно, да речеме тоа е како стручна помош, така да другите вежби би ги правела мајката. Понатаму имат потреба од ортопедски помагала, кои што би требало да се аплицират на самите деца, меѓутоа во зависност од тоа што какви се и помагалата, малце се кај нас погруби, да речем, ортопедските помагала, така да и ретко ги користиме ние во нашиот живот. Друго што би рекла, овие деца имат потреба, пред се таа една рутина имаме во самиот ден. Тоа се состои од исхрана, од хигиена, постојана, работа со децата на вежби, да се променат положбите, да седи детето. Сега, што би можело државата? Најчесто ние бараме тој физиотерапеут да се воведи или сега, како што го викат, персонален асистент, некој да има со детето. Понатаму исто во домашни услови пред се. Понатаму нашите деца барат и на финансиска малце поддршка затоа што повеќето и користат лекарства. Тоа сакав да го напоменам во однос на медикаментозната терапија која што се дава на овие деца. Првен, колку е возможно да се најде на наше тло македонско и колку истите претрпуваат некои барем улеснувања преку фондот? И па сега, во зависност од самата состојба на детето, најчесто овие деца се со епилепсија, така да имат потреба од антиепилептици кои, да речем, пола се наоѓаат во нашата држава, меѓутоа пола се ги набавуваме од надвор. Сега тие што се од надвор, по илегален пат набавени, се малце поскапи и во зависност од тоа колку е голем буџетот пред се на родителот, толку и си дозволува. Сега во последно време одредени лекарства се ставени на позитивната листа и има улеснување малце, меѓутоа тоа се, знаете, најчесто комбинација на 2 или на 3 лекови и така родителите се снаоѓаат. Во одреден момент се зема терапијата што е од овде, се комбинира, а најчесто сега се прибегнува, да речем, кон некои алтернативни лекувања на децата, како што се, например, во поново време тие масла од марихуана, па понатаму лекување соматични клетки, кои што се енормно скапи.
и родителите најчесто се одлучуваат да барат донации за да го надокнадат нивниот буџет. Споменавме бети колку е тешко да се изоди барем еден ден кога станува збор со потребите на едно вакво дете и кога плюс на тоа ќе го додадеме делот дека финансиската поддршка за семејствата кои што имаат деца кои што имаат посебни потреби некако не стига, посебно во момент кога например имаме и разновидни случувања во државата, уште сме во некој тек на формирање на оние стабилни здравствени системи, поддршка кога станува збор за ваков тип на категорија на граѓани. Кажете ми, го кренавте гласот на државно ниво. Значи, пред само неколку денови имавме кампувања пред Собранието во Република Македонија, потоа први бевте после Скопје кој што отворивте книга за собирање на потписи за измена на тие законски акти и подакти. Каков беше вчерашниот ден во однос на одзивот на битолчани, ја дадоа ли својата поддршка? Знам дека активноста продолжува веќе и на државно ниво во другите градови и села, после вас бе и Штип. Како сметате дека гледаат луѓето на ваквата активност, посебно кога станува збор за деца кои што имаат посебни потреби? Секако голема благодарност до битолчани вчера. Многу се израдвав и мислам дека секој ден што дојде да го даде својот подпис, имаше и родители, мајки кои немаат осетено таа болка и ни дадоа толку, мислам, поддршка дека имаше една мајка кога дојде да го даде својот подпис и рече дека јас немам ваков проблем, но секогаш се соочувам со вас, бидејќи не мора само да го осетиш на своја кожа проблемот, па да бараш. А рече, јас толку сум со вас и дојдов нарочно да го дам подпис за вас. Така. Многу му благодарам на битолчани, вистина вчера за одзивот беше добар. Исто така. Мислам, сме изненадени. Изненадени сме и многу. среќни тоа што останавме така зачудени малку од тој одзив на нашите сограѓани. Затоа што, да речам, нашиот живот, нашите деца, нашата состојба, малце во самото општество уште е табу. Така се гледа малку излегува на видео. Меѓутоа, вчера бевме стварно зачудени, еве и од прилогот се гледа постојано, бевме насмеани. Мислам, не очекувавме толкав одзив и толкава поддршка од граѓаните на Битола и уште еднаш една голема благодарност затоа што не поддржаа и се надеваме дека ќе успееме во одредените барања кои што ги поднесуваме. Се собра 700 гласови, подписи. Од Битола? Да, од Битола во рок од 11 до 16 часот. Книгата ќе продолжи понатаму и денес. А иначе за тоа што го напоменавте за паричникот. Да знаете, овие деца добиваат само 4300 денари. Тоа е посебен додаток. Што во случај кога, еве знаеме дека ако семејството е целовито, значи татко, мајка и еве само едно дете нека е во прашање, доколку ги има овие посебни потреби, финансиската конструкција на буџетот на семејството навистина би требало да биде нешто повеќе, но кога знаеме дека родителот еден не работи, другиот нека работи, овие 4300, како врзувате крај со крај? Благодарение на сопругот мој работи. И јас имам само посебен додаток, излегваме некако на крај. Вистина, месецо е тежок да се врви, имам уште едно детенце. И се организираме така што месецо да го поминеме со тие 4300 и плюс една плата. Трошоците се вистински Високи. Меѓутоа најчесто семејствата со ваков проблем, со вакви деца, најчесто и се и социјално зависни, односно не се во работен однос никој од фамилијата, така да или се приматели на социјална помош, па плюс овој додаток, и тогаш веќе е малку потешко, не малку, него е потешко, затоа што тој додаток што се зема од 4300 најчесто оди на самото дете, затоа што ако ние од државата веќе неколку години добиваме пелени, сепак тоа не се доволни, мора да се финансира за уште да се приземат, потоа тоа се средства за хигиена, ни требаат разни масла, павловичеви, понатаму
пудри. Мислам, тој медицински материјал кој што е за една употреба, што мора да го има секој дома, мора да го надокнадуваме ние секој месец. Така да најчесто тој додаток оди целосно за детето. Како мајки на деца кои што имаат еве ваква категоризација, сте се соочиле ли покрај овој финансиски проблем и овој животен судбоносен наметнат проблем, така да го наречам, не ме сваѓајте погрешно, сте добиле ли осуда од општеството, бидејќи табу тема кога станува збор за лица кои што имаат некаква попреченост, дали тоа е телесен инвалидитет, дали станува збор за дауновиот синдром, дали станува збор за аутистични деца или церебралната парализа, луѓето некако поинеко гледаат. Во една прилика имав мајка во ова студио на дете со Даунов синдром, кој што со нејзиниот труд таа постигна тој да биде инклузиран во општеството. Меѓутоа, во вашиот случај, категоризацијата е навистина тешка и колку може овие деца да бидат интегрирани во социјалниот и општествен живот, без да бидат осудени пред се, и колку нашава моментална медицина е посветена на подобрување на тие физички способности и можности на децата, или едноставно одиме само на онај момент додека трае животот на тоа дете да биде исполнет со неопходните и секојдневни потреби. Вака видите, моето дете има 17 години и пол веќе. Кога се роди Никола, посебниот додаток беше 2000 денари. Почнавме со 2000. Не добивав пелени од фондо. Тие колички не добивавме. Со самото, мислам дека со самите години, како што идеше, ние сите го немавме, ние сами си купувавме пелените за Никола. Сами количките ги набавувавме. Постепено се воведе. Јас мислам дека има слух и ќе има и понатаму. Само треба повеќе излезеност, повеќе овие деца да ги запознат, дека вистински проблемите кои ги има родителот, треба да се запознат и државата со овие проблеми. Повеќе излезеност треба да има. Во однос на инклузивниот процес? Во однос на инклузијата, нашите деца не можат да се справат, мислам да има инклузија на нив во самото општество, затоа што рековме тие не зборуваат, не одат, така да мислам за тоа не станува збор. А како, на кој начин може да не прифати општеството, со тоа што би ни дале шанса да видат дека ако се тие дечиња кои ќе ги видат, кои ќе шетат, се со движења кои не се координирани, па не фрлат нога, па фрлат рака, имат неартикулирани звуци, односно викат, така да секогаш кога се шета малку, луѓето не подгледнуваат, веќе ги осеќаш тие погледи на тебе, малце дури да влезиш, како велиме ние мајките, во колосек, тога малце те печи, боли. Меѓутоа со време веќе навикнуваш дека ништо не е друго важно освен твоето дете и веќе почнуваш да целосно да се посветиш на него. Тоа се дечиња кои што многу сакат љубов, многу сакат гушкање, играње, сакат да се пикнат во вас, да се скријат, да се заштитат. Сега, освен тоа што рековме дека потребна е нивни вежби, мада во Битола се уште такви вежби, да речем, во склоп на установата, поточно на болницата, потешко се добиват, затоа што физикална како одделение не е адаптирано на нашите деца. Нашите деца не можат во точен период да ги носиме секогаш за вежби или затоа што едноставно нивната состојба нас ни диктира како ќе работиме. Ако течи денот како што треба, би можело да се однеси детето, меѓутоа најчесто тие се или поспани, или некога се раздразнети, па така да многу е потешко да се однеси детето во установа да се вежба, каде што, например, нема основни услови. И овие деца би било најдобро, според моје мислење, да ги вежба еден физиотерапеут кој што ќе биде запознаен со нивната состојба, затоа што ако одат од рака на рака, тогаш нема некој успех. Така да, еве, по полека, како што излегуваме ние на телевизија,
па веќе почнуваме да кажеме едноставно дека еве ние постоиме, луѓето почнуваат да не прифаќаат и мислам дека доказ беше и вчера тоа што дојде голем број на луѓе, мада секогаш постои тоа така некоја резерва спрема нас, и спрема децата, и спрема родителите, секогаш се пази во разговорот што ќе се збора со нас, да не повредат, мада има и луѓе што некогаш така ете. Ама мислам дека тоа не е намерно. Го споменавме делот на она неопходна зголемување нели на финансиската состојба кога станува збор за тој посебен додаток кој што се доделува на родителот кој што има вакво дете. Меѓутоа, оној дел со дневни центри, каде што барем извесен се извинува, период од денот детето ќе биде однесено за малку од малку родителот да се види сам себе си, бидејќи знаеме живи суштества сме на сите ние неопходен некој час токму само за нас. Сметате ли дека такво нешто би било од бенефит за семејствата кои што имаат вакво дете и што би требало тој центар да содржи во однос на воспитно-образовен кадар или негователи или медицински сестри за да може. Имаме ние еден кој што нели е посетуван од различни причини за посебни потреби кај децата, меѓутоа ве конкретно за вашите деца кои што имаат тежок облик нели на церебрална парализа, каков центар е неопходен и колку истиот би бил од корист колку би било оформен? Мислам, разговараме хипотетички бидејќи состојбите се вакви какви што се. Во Битола постои дневен центар. Кога се отвори, па има негде 7-8 години, мислам дека. Така е, повеќе. Повеќе, скоро над 10 години, повеќе. Тука е, да, негде отворен и кога се отвори дневниот центар, јас бев да се запознам со тие вработените таму што се и го носев Никола известно време таму, ама детето моје не можеше да се навикне. Така. И престанавме да одиме. После известен период, кога ујдов да прашам дали може да го носам, ми рекоа дека најтешка категорија дека не примат, нема персонал за тие дечиња. Самата идеја на тоа да се формираат овие дневни центри е многу добра. Меѓутоа, нашето општество се уште не може да се справи со тие потреби што тие дневни центри треба да ги дадат на децата. Пред се тоа е самата мотивација на вработените. Почнувајќи од нивните плати. Понатаму е нивната бројност. Малце се во однос на тоа колку деца згрижуваат овие дневни центри. Сега во Битола има еден дневен центар во кој што работат и има и психолог, и логопед, и физика, да, има и исто и физиотерапеут. Меѓутоа тука се деца од сите категории. Различно, точно, со различна инвалидност, почнувајќи од што би се рекло како нашите дечиња, кои 100% па се до, да речам, со интелектуални попречености. И тоа е што тука се деца во голема разлика во години. Тоа во прво време беа дневните центри формирани до 33 години, меѓутоа некако таа граница се покачи нагоре и бројноста на самите деца внатре е многу голема. Не можат персонал кој таму што е негде околу 6 или 7 лица да се справат со сите деца, затоа што овие деца имат по други потреби. Не може за најмногу еден вработен може 2 до 3 деца да се грижи. До 2. А иначе дневниот центар во прошлите години доби сензорна соба, која што е, да речем, врв во самата работа со децата, али ете ние, пошто не сме во состојба да ги однесеме децата да седат таму, не можеме тој бенефит да го користиме. Повеќе нас ни требат вежби, мада и таа сензорна соба која што ќе ги разработи тие сетила кај децата еве вие знаете, мислам многу потребна за децата. Така да треба да се работи. Тие дневни центри се несомнено најдобра можност за нашите деца, меѓутоа треба да се зголеми кадарот,
да се едуцира и секако да се зголемат нивните финанси. Исто така има и превоз кога се отвори дневниот центар. Ги земва децата од дома и ги враќа децата, после тој превоз се укина. И јас бев приморана да го носам Никола и да го враќам известно време, бидејќи се укина превоз. И мислам дека и тоа е потешко од тие народите. Најтежок кај нас моментално е самиот превоз на децата, затоа што овие коли што ги имаме не се соодветни. Па нас најлесно, барам за мене, ми е кој ќе го носам детето со количката, затоа што нема ограничувања со простор. А за да стигнам до дневниот мора да се става во кола, да се вади од кола веќе децата. Моето има 13 години и покрупни се, поголеми се и потешко се справуваме со тоа. А кога беше веќе обезбеден тој превоз, беше со комбиња, кои што беа специјални, но беше подобро. Тоа беше специјално комбе, вистина беше добро. И олеснување за родителот беше тоа. Значи ли оваа цела ситуација која што ја слушам во овој разговор дека се е врзано околу финансиите во моментот и некако истите се нешто што навистина може да обезбеди подобар живот токму за овие деца и за нивните родители. Она што се случуваше во Скопје, повторно ќе се навратам, тие протести, тоа кампување, излегување од анонимност и ние постоиме на некој начин, што беше кажано. Се сретна и со министерот, се сретна и со другите надлежни институции. Тие исто така имаат барања за промени на законските акти во однос на подобрување на условите на живот на ваквите деца. Колку лично сметате дека ќе има ефект средбата? Колку сметате дека ќе има ефект тоа што го подигнавте гласот во однос некои работи да бидат променати? Па ние вистина излеговме да не вида дека постоиме. Не знам дали е и времето сега, пошто и самите знаете дека во државата како е и шо е. Мислам дека ќе имаме разбирање околу сето ова. Ние ги бараме основните потреби што се на нашите дечиња. Тоа е посебниот додаток, зголемување. Ние не бараме нешто отпојке. Мислам дека посебниот додаток да се покачи, бидејќи 4300 денари се многу малци, а други бенефиции на државата не добиваме. И кога се работи, баш и вчера напоменав, кога се работи за 100% инвалидитет кај дечињата, тука не би требало да постои граница од 26 години. До 26 години кога се работи за мобилност и до туѓа нега. Таа граница многу не одделува. Од децата што се родени церебрална парализа од самото раѓање, тие кај нив не би требало да постои граница од раѓање до смрт, тие се иста диагноза. Споменавме дека 4300 навистина се многу малку за да може да се одвива еден тековен месец кога станува зборот за животот на деца со вакви потреби. Колку грубо речено еден буџет на едно семејство би требало да изнесува за работите барем малку од малку да се олеснат. Да не сватат луѓето дека наспроти тие 4000 ние бараме сега 40. Не бараме 40. Не бараме барем доке една плата. Просечна плата во државата што изнесува 9000, колку е? 9000, 10000. Да. Ние не бараме отпојки. Ние бараме на просечна плата за да можеме да обстанеме. Оти, како што напомена и Билјана, ние плюс еден пакет купуваме во месец. Од тие 90 пелени што не ги одделува фондом, не ни стигат месец. Плюс еден пакет купуваме за децата, а тоа е 1600-700 денари е пакет. Само пелените, па друго останатото понатаму. Еве јас, например, за керка ми користам масло, кое што сега е од реплика веќе во производство, така да е едно шишенце масло е 7000 и нешто. Другиот лек што го користаме 600 денари, така да сега додадете на тоа уште тие што рековме средства за лична хигиена, тие пелени, така да цела просечна плата би одела на неа. Доколку се, например, се исклучи тоа масло, ќе дојде некој друг лек, кој што се купува во евра. И така да, тој е еден круг што се што се зема за децата. Ние не бараме да речеме за нас,
бидејќи како да речам, нашиот живот веќе станате како живот на децата. Нашите потреби се потребите на децата. Ние не можеме, например, да си дозволиме да излезиме надвор, да трошиме на нас, како би се рекло, во некој ноќен живот или не знам, затоа што сме постојано со децата. Значи, нашите барања за нас самите се скромни, така да и затоа бараме тоа покачување само за бенефит на децата. Ќе споменам два сегменти, а тоа е она законско определување, доделување на таа туѓа нега до 26-та година на детето и ќе го споменам делот пензионирање барем на родителите кои што имаат вакви деца. Од кој аспект? Знаеме според медицината нели дека децата кои што имаат одредени попречености, конкретно во вашиот случај, имаат пократок животен век. Тоа е точно, меѓутоа ако се даде едно ограничување од 26 години, тука се направи една стигматизација која што не мора да значи дека детето на 26-та година ќе почне, мислам, зборуваме малку црно, да не сватиме секојдневен живот, тоа е секојдневен живот. Ние сме свесни, мада дека нашите деца се поразлични и во мислам тоа е секогаш тешко за родителот, меѓутоа затоа и она барање што беше од Очекувате ли во тој дел да најдете слух? Барем зголемување на таа ние граница? очекуваме барем да се укини таа граница од 26 години, за да можеме да ги користиме тие бенефити што ги дава државата, затоа што сами рековте, тоа е реалноста. Ние не икиме, например, да е така, меѓутоа тоа е тоа и затоа се бориме да доколку детето остане само, како што е и главното барање во Скопје, да се формираат тие подобри домови каде што децата би се згрижиле после смртта на родителот, затоа што ретко кој би се нафатил да ги гледа нашите деца после нас, а доколку се формираат тие домови, било да се вложи нашиот имот таму, било да се финансирани од самата држава, сепак родителот има една сигурност дека да, моето дете ќе биде згрижено. Или евентуално веќе каде што се оди кај лицата со полесна инвалидност е заеднички семејства, заеднички домови, тоа е веќе, мислам, сон на секој родител. Тогаш и децата повеќе би се надградувале, би учеле, би се социализирале. Тоа е едно од нашите барања, значи згрижување после нашата смрт. Меѓутоа што е, например, доколку порано детето почини. Родителот е без стаж, без еден работен ден, а физички, психички сме ние. Тоа сакав да го напоменам, ако една жена која што родила 3 деца, во првите 10 години добива надоместок за гледање на тоа дете и после тоа има загарантирана старосна пензија со 64 години, независно дали има основицата според моменталниот закон 15 години работен стаж да оствари право на пензија. Зошто не се размислува, бидејќи вие вашиот работен век сте го потрошиле кога станува збор за грижата на детето? И никој не може да знае, например, колку време тоа дете ќе биде живо, за после неговата смрт мајката или било кој од родителите да биде вклучен во работен однос, што денеска и тоа е тешко остварливо. Ние за тоа и баш баравне. Најпоќе не е Сдруженијето за промена на законите. Оти кај нас со лицата со посебни потреби, биолошките родители имат најмалце права во државата. Бидејќи ако старател, детето го припишеме на старател, добива 11 и нешто, мислам сега точно сумата не ја знам, добива старатело. Биолошкиот родител добива само 4300 денари. Тука вистина треба промена на законите, убаво да се разгледат законите, само ако детето го сместиш Демиркапија, добива 18.000, државата му префрлува на установата во Демиркапија. И затоа тука мислам дека само биолошките родители кои најпоќе се жртва за овие деца добиваат најмалце.
Оно што најповеќе Да. е потребно. Ова најповеќе што му е потребно на децата, кога и сами спомнавме дека за едно дете му е потребно максимум 10.000 за месецот да го поминеме, лекарства, пелени, облека, се. Затоа ние тоа го бараме како еден вид на сигурност, бидејќи на децата секако дека е најдобро да се со родителите, најдобро се чувствуваат и најсакани се во своето семејство, да има една сигурност, било за нас, во вид на пензија, било за нив. Барам, мислам да се напомени, барам еден да ја користи, така да би биле малце порелаксирани за нивната иднина, исто и за нашата. Затоа што верувајте, ние, например, после ова не сме способни за работа. Било на психички план, било на физички, веќе истоштување Не и сме тоа. способни поната. Ама и годините си го прават А својот. стажот да се прерачуна со годините на детето. Тоа е една од плановите кои што Тоа е вие едно од ги барате до Министерството за труд и социјална политика и нели до државните надлежни институции. Ќе се навратам пред крајот на овој разговор уште на еден сегмент, значи книгата за собирање на подписите во однос на остварување на дел од вашите барања и права продолжува да функционира. Имаме и денеска, што во случај кога книгата нема да биде пред Вероцентар на широк сокак, дали луѓето ќе можат некаде да ја најдат, да ја побараат и дополнително да го дадат својот подпис и кои се вашите следни чекори или тоа го правите во координација со останатите Во здруженија? координација со ресурсниот центар и со сите здруженија на Република Македонија на децата со посебни потреби, а денес книгата ќе биде во Старата чаршија. Кој што може нека дојде, нека се потпише. Така. Нека даде својата. Нека Се надеваме дека со ова собирање на подписи, дека ќе се тргне, ќе се почне да се врши промена на овие закони, дека тие обеќавања што ги дадоа ќе почнат да ги исполнуваат, дека полека, како велиме ние, топката ќе почне да се тркала, па добро е малце да се поттурни, па малце полека би требало да некако да почнат да се исполнуваат барањата, да се подобри нашиот живот и воедно и животот на нашите деца. борбата за правата Уште на ни нашите предстои. деца е долготрајна и макотрпна, но мислам дека ќе излеземе на крај, дека ќе не сватат. Јас ви благодарам за ова гостување, ќе посакам сите овие барања, сите овие потреби кои што ги имате, да бидат слушнати од надлежните и сите работи да добијат еден поинаков тек, да бидеме сигурни дека сите граѓани конкретно на Битола, меѓутоа и на државава имаат исти права кога станува збор за живење на животот и се надевам дека повторно во студио ќе седнеме, меѓутоа ќе ги кажуваме позитивните работи за кои што се изборевте. Мега телевизија како и секогаш поддршката ја дава кога станува збор за помош на оние на кои што најмногу им треба. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Ви благодариме исто и на вас за отстапеното време и уште еднаш многу благодарност за сите кои што не поддржуваат. Јас ви благодарам уште еднаш, а ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму.